Благодарам, почитуван докторе, градоначалник на општина Битола. Драго ми е што денеска ја предводам делегацијата на владата на Република Северна Македонија, која што веднаш по овие настани донесе заклучок и на барање на Советот на општина Битола и денеска одржавме координативен состанок за запознавање со состојбите, ако извршиме и увид на терен, заедно со градоначалникот на општина Битола доктор Коњановски, со претседателката на Совет Габриела Илиевска, со пратеничките Силвана Ангелевска и Бисера Костадинова Стојчевска како кандидат за министер за култура во новата македонска влада и заедно со колегите од владата, која што не задолжи, тоа е Горан Милевски, министерот за локална самоуправа, Јетон Шекири, иден министер за образование, актуелен за информатичко општество, министерот за транспорт Благој Бочварски и секако тука и претседателот на Државната комисија за проценки на штетите и помош во вакви случаи на елементарни непогоди. Бевме детално запознаени со состојбата од страна на градоначалникот за што е тоа што во моментот комисијата која што формирана од Советот го прави за пријавувањето од страна на граѓаните за индивидуалните или колективните штети кои што ги имаат во рамки на објектите. Добро што веднаш е формирана комисија согласно Законот за заштита и спасување член 143 и владата на вчерашната седница на иницијатива на министерот за локална самоуправа донесе низа на заклучоци со кои што се обврзуваме да заеднички навистина направиме се она што е во интерес на граѓаните. За среќа нема никакви човечки жртви во поглед на земјотресот кој што се случи, но има материјални штети и институциите мора да работат во служба на граѓаните и затоа сите правни легислативни инструменти, механизми кои што законите ги даваат, низ постапките и процедурите треба да ги спроведеме час поскоро, се со цел да бидат работите вратени во нормала. Особено се дискутираше за оние институции каде што се круцијални и се фундамент на животот во Битола, тоа се градинките, школите, болницата, останатите витални институции кои што ќе ги посетиме се со цел да што побрзо се направи проценката, штетата да биде надоместена преку програмите на владата. Ова е период во кој што програмите на почетокот на годината се носат и навистина владата ја изрази целосната подготвеност на вчерашната седница да сите овие потреби ги вгради и да што побрзо бидат санирани овие штети, особено во јавните институции кои што се битни за сите граѓани, за да може и клиничката болница, и останатите здравствени институции, и образовните институции, градинките да функционираат, а исто така паралелно да тече постапката која што е започната преку комисијата која што е формирана од страна на Советот на општина Битола, од стручни, посветени експерти, луѓе кои што навистина професионално очекуваме да си одработат својата работа во интерес на граѓаните, реални проценки да бидат направени и согласно законот и постапката и методологијата овој извештај што побрзо да стаса до комисијата при владата да донесе одлука за обештетување и верувам дека еве со сите напори забрзано граѓаните ќе ги пријават своите штети. Рокот, како што ни информираше градоначалникот и претседателката на Советот, до 26 јануари, но сметам дека ова е начинот, ова е моделот како сите заедно, сите оние кои што носат одговорности, да работат во интерес на граѓаните, да навистина посветено, заеднички се вложиме. Нема посилен или поголем позначен интерес од ова во моментот за Битола и навистина сите институции, без оглед кој се начело на институциите, надвор од политиката,
во интерес на граѓаните треба сите заедно и ова да биде модел како да ги решаваме останатите проблеми и да ја враќаме довербата на граѓаните во системот, систем кој што треба да го градиме, да го надградуваме и кој што треба да функционира единствено во интерес на граѓаните, така да исклучително позитивен, конструктивен состанок со сите чинители, верувам дека не само во оваа прилика и не само за вакви работи кои што се неопходни во овој момент, секако надштавме и теми кои што се од интерес и значење за Битола и за поддршката која што од сите Битола ја заслужува и треба да ја добие и да се решат и останатите тековни проблеми, но и да се зацртат идните планови и се тоа на што треба да се стави фокус заедно, градоначалникот, советот, претседателката на советот, министрите кои што потекнуваат од Битола, кои што даваат максимална поддршка и навистина верувам дека во сите наредни прилики ќе доаѓаме за убаво, ќе доаѓаме за позитивни проекти и примери кои што ќе го подобрат животот на битолчани, а во оваа прилика секако изразуваме целокупната поддршка да во овој процес и низ овие маки и проблеми кои што ги осетија битолчани, да знаат дека институциите, општината, владата, сите заедно стојат на иста страна со граѓаните и дека заеднички ќе ги решаваме и отстрануваме и овие штети и дека ќе биде сето ова надоместено од страна на општината и од страна на државата. Благодарам. Денеска, еве, како што гледате, интервениравме итно. Понеделникот Советот на општина Битола и кризниот штаб заседаваја, донесоа некои заклучоци, побараа поддршка од владата, што е за поздравување. Општината не кажа ајде сега владата нека ги покрие сите трошоци, туку побараа заеднички и општината и владата да се вклучат во обештетувањето на граѓаните и што е за поздравување. Владата го поздрави тој чекор, ме заложи за координатор за целокупните потреби кои што ги има општината и за се она што ќе значи обештетување, да ги координираме владата со кризниот штаб и со градоначалникот. Тука се разбира и претседателот на државната комисија преку која што ќе оди тоа обештетување. Планот е да се подели де факто помошта на две нивоа. Едно е брза санација на јавните институции, бидејќи болницата неопходно е да веднаш се стави во функција и таа и државна. И независно што градинките училиштата се под локално ниво, сметаме дека целосно треба да ние ги сфинансираме тоа реновирање и битно е комисијата и се разбира ИЗИС, но и комисијата да даде што е можно побрза проценка за да може брзо да се интервенира со финансиски средства од страна на ресорните министерства, затоа и денеска се тие тука присутни и се разбира да види претседателката на совет и градоначалникот не информира дека штетите како одите по селата на кај границата има поголема штета, таму треба да се процени дали подрачните училишта може да се користат за понатамошно учење, ако не министерот за образование идниот излезе во пресред да се најдат итно нови простори каде што учениците ќе бидат згрижени додека не се санираат тие училници. Се разбира градинката која што е едниот клон од градинката каде што мора подитно да се реновира затоа што не е во функција. Значи сите тие оние кои што се витални за нормално функционирање и на градот да се стават во функција, а она што значи обештетување на граѓаните, тоа законски треба во рок од 360 дена комисијата да поднесе извештај, меѓутоа сметаме дека и заеднички се согласивме тоа комисијата да го направи што побрзо и што пообјективно за финансиските средства додат кај вистинските оние граѓани кои што имаат штета од земјотресот, да не се злоупотребува ситуацијата од други кои што нема таква потреба и се разбира тука заеднички и општина Битола и владата со процент кој што законски е утврден да влези во обештетување на граѓаните. Ние се ставаме на располагање на кризниот штаб, бидејќи гледате тлото не се смирува, земјотресите се постојано, се надевам дека што ќе побрзо
ќе завршат, бидејќи кај граѓаните се јавува една психоза и нервоза, но за се она понатаму што има потреба, ние стоиме како влада на располагање, како координатор, затоа сите тие работи го информиравме што планираме да работиме. Градоначалникот не информира за нивните дел од работите и се надам дека позитивно ова ќе заврши во интерес на граѓаните. Средбата искористивме и да го информираме градоначалникот, ресорните министерства што е она што се планира за оваа тековна година за Битола како градба, особено во делот на транспорт и врски, а и градоначалникот не информира за оние проблеми кои што ги има општината, а се поврзани со институциите на државата, како може најлесно да ги решиме, и ова е начинот на кој што сите треба, независно власт опозиција, да работиме во интерес на граѓаните, односно да ги решаваме нивните проблеми. Толку јас би имал,